Добро утро, следите утринската програма на Телма. Во пресрет на утрешниот меѓународен ден на трудот зборуваме за работничките права во Македонија и го најавуваме утрешниот протест во организација на Сојузот на синдикатите на Македонија. Гостин во студиото е првиот човек на оваа организација Слободан Трендафилов. Добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и благодарам на поканата. Утре протест првомајски, тоа значи дека Скара ќе нема? Па не би требало да има. За Скара треба плата, а плата во моментот нема, односно платата во Македонија е толку ниска што работниците, зборувам за работниците, не можат да се дозволат да излегуваат нити на пикник, нити да уплатуваат аранжмани, ниту пак да одберат некој добар ресторан и да го поминат денот со семејството. 1 мај, Сојузот на синдикатите на Македонија веќе многу години го празнува, ако може да се каже на таков начин, со организирање на голем работнички протест, каде што го изразуваме на што? Работничкото незадоволство. Голем, условно кажано е, може да дебатираме околу бројката, во чии очи е голем? Бројката која како работници излегуваме на улица е сосема доволна за да ги упати сериозните пораки кои ги имаме да ги кажеме и секоја година го правиме тоа на таков начин. Некој ќе рече, особено злонамерните, веќе не се почитува ниту традиција, ниту зошто Скара не? Порано повеќе пари има работниците кога може да си дозволат првомајска Скара? Што се смени низ години? Меѓународниот ден на трудот не е празник за одмор. Меѓународниот ден на трудот е празник за работничката борба која почнала 1886 година во Чикаго со протестите за 8-часовен работен ден. Денеска Македонија, после толку години, во 2024 година, повторно се бори за 8-часовен ден, ако имаме предвид дека Уставниот суд пред само неколку денови донесе одлука дека 72-часовната работна недела и 12-часовниот работен ден. Ќе зборуваме за деталите. Прашањето беше околу традицијата. Што се смени низ години? Паметиме години кога работниците на 1 мај традиционално правеа Скара, но паметиме години кога пожестоко протестираа од она што е некаков символичен работнички марш првомајски традиционален во изминатите години. Традицијата е онака како што работниците сметаат дека треба да биде. Работниците изминатите години сметаат дека традицијата треба да биде да излезат на улица заедно со синдикатите. Патем, ние оваа година, за разлика од претходните години, не излегуваме само на 1 мај. Само во месец април имавме 6 протести. Протестираа вработените во пошта, водостопанство, македонски шуми, култура, здравство, протестираше Сојузот на синдикатите на Македонија заради проблемот со работничкиот дом, така да покажуваме дека традицијата и културата во Македонија полека менуваме и дека македонските работници се освестени за нивните работнички права и знаат како ги побараат и се придружуваат на протестите кои се организирани од синдикатите. Од друга страна, ако е како што велите, се враќаме 138 години назад, како во 1886 година во Чикаго, повторно принудени да се работниците во Македонија борат за 8-часовен работен ден во некоја условно кажано по развиена или посредена држава, тоа би било причина за многу жестоки работнички протести какви што гледаме и во опкружувањето и во Европа. Во многу цивилизирани земји работниците жестоко протестираат ако некој нивно работничко право е загрозено. Зошто во Македонија, ако е така како што велите, одговорот е толку млак? Синдикатите протестираа изминатиот период токму поради 72-часовната работна недела. Водеа институционална битка, меѓутоа ја водевме битката и на улица. Работниците треба да им се придружат на синдикатите кога синдикатите ќе повикаат на работнички протести, особено заради кршење на работничките права. Ние во Македонија изминатите месеци и изминатата година се зачестени протести не за барање на нови права на работниците, туку заради прекршување на нивните права, неисплатена плата, зголемување на работно време и низ за други прекршувања кои ги прават работодавачите и во јавниот и во приватниот сектор. Тоа е еден непопуларен тренд кој ни се случува во Македонија и работниците полека, но сигурно ја препознаваат работата и улогата на синдикатите и ги поддржуваат. Веројатно стравот кој во минатото превладуваше кај работниците дека доколку излезат и бидат видени со синдикатите и доколку протестираат, тоа ќе биде лично кон некој раководител на некоја институција, некој министар, некој директор и слично. Меѓутоа денеска ние покажавме дека без оглед на тоа кој е раководител, кој е министер, кој е директор на
на некое предпријатие, ние протестираме против сите подеднакво патем. Овој 1 мај е исклучителен токму поради таа ситуација. Ние во моментот немаме влада. Пораките кои ќе го патиме на овој 1 мај ќе бидат упатени пораки кон новата влада која планира да ја води државата во наредниот мандатен период. Ако не го кажеме тоа сега, веројатно наредните 5 години нема ниту да не слушнат. Значи сакате да кажете дека и тоа се менува во насока на губење на тој страф од раководителите, дека ќе бидат избркани работниците од работа ако се бидат видени на тие синдикални протести? Првиот протест, зборувам од 2018 година навакај, кој го организираше Сојузот на синдикатите на Македонија, започна со 2000 луѓе. Потоа 4, минатата година бевме повеќе од 7.500 луѓе. 7.500 луѓе е 10% од вкупниот број на членови во Сојузот на синдикатите на Македонија, ако имаме во предвид дека 70.000 работници членуваат во ССМ. Колку очекувате утре? Оваа година очекувам уште повеќе поради тоа што сите синдикати, сите активисти, сите здруженија кои се грижат за работничките права заеднички одлучивме од предработничкиот дом, од символот на работничкото движење да тргнеме на протест пред собранието, Стопанската комора и владата и да ги упатиме пораките кои се неопходни во овој момент, тие се плата, трошоци за храна, трошоци за превоз. Ајде со ред, велите карактеристичен 1 мај меѓу два изборни циклуси, односно пред една седмица пред парламентарни избори, ќе испратите утре пораки до идната влада без разлика кој ќе ја предводи и кој ќе ја формира. Кои се вашите главни очекувања? Повеќе барања, меѓутоа 3 се во основа синдикални барања. Да, во основа ние имаме повеќе барања кои ги бараме изминатите години, дел од нив сме ги извојувале за работниците. Оваа година клучните барања ќе бидат и тоа само во првите 100 дена од новата влада. Мора да стават прст на челото и да размислат дека граѓаните, работниците не можат да им бидат сиромашни, односно не смеат додат на работа, а да бидат сиромашни, да не може да си дозволат да си го прехранат нивното семејство, ако знаеме дека синдикалната минимална кошничка 22.200 денари се потребни само за храна и за пијалоци или за лепи за вода, а минималната плата е 22.500 денари од месец март оваа година. Во регионот минималната плата е повеќе од 450 евра, во Црна Гора е 450 евра, во Босна и Херцеговина е веќе 500 евра, во Србија е 430 евра, да не зборуваме за Хрватска и за Словенија, онаму каде што најмногу заменуваат македонските работници. Сметаме дека е потребна политичка волја и политичка одлука веднаш во првите 100 дена на владата да се изедначи минималната плата како онаа во регионот, поради тоа што отворен Балкан овозможува работниците далеку побрзо и далеку поедноставно да заминуваат од Македонија и не сакаме да дозволиме ние како нивни представници тие наместо да градат домашните економија и македонската држава да градат некоја туѓа економија и некоја туѓа држава. Правото на трошоците за превоз и за храна се нужно неопходни да им се овозможат на работниците. Ние веќе почнавме тоа да го правиме за некои работници преку колективните договори. Меѓутоа потребно е да се направи исчекор, да се обезбеди како право за сите, имајќи во предвид дека во 2009 година сите работници во Македонија го изгубија ова право со воведување на бруто системот на плата, каде што ги убедуваа работниците дека правото трошокот за храна и за превоз им е влезен во платата. Ако е така, денеска на 22.000 денари плата на вработените кои примаат основна плата во висина на минималната плата, ако реалните трошоци за превоз, ева во Скопје да речеме 2000 и нешто денари автобуски билет месечен, и ако имате во предвид дека 4.500 денари имате данъчно ослободување доколку работодавачот обезбедува храна или исплаќа трошоци за храна на работниците, ќе ви произлезе дека вие работите за плата од 16.000 денари. Тоа е премалку ако знаеме дека 22.000 денари и 200 е синдикалната потрошувачка кошничка во делот на храна и пијалци само за преживување на едно 4-члено семејно домаќинство. Сметаме дека дојдено е време да се враќаат правата кои се изгубени поради лошите политики во минатото. Ајде со ред, минималната плата, таа што ја очекувате во првите 100 дена од мандатот на новата влада, колку треба да дојде? Најмалку 450 евра. Ова не го зборувам поради тоа што е желба на синдикатите. Ова го зборувам поради тоа што е реалност во опкружувањето. Доколку вие сте нова влада и седнете во удобните фотели на Илинденска, во белата зграда, и креирате политики, првата ваша политика ќе биде или да ги задржите работниците во Македонија и граѓаните во Македонија, или да ги избркате и да им купите карта во еден правец. Зошто го зборувам тоа? Летниот период е период кога македонските граѓани најмногу заминуваат на печалба. Заминуваат во Црна Гора, каде што минималната плата е 450 евра, значи вие имате гарантирана сума на пари која ќе ја добиете ако заминете во Црна Гора да работите, да не зборуваме таму за додатоците, надоместоците, обезбедената храна, сместување и слично. При тоа црногорските синдикати се изборија или се на прагот да се изборат за 7-часовна
7-часовен работен ден. Сите колеги во регионот се бориме за различна борба. Сојузот на синдикатите на Македонија, исто како и нашите колеги во регионот, ние ги правиме акциите заеднички, како што беше примерот со неделен неработен ден. Македонија и Црна Гора беа едни од ретките држави во регионот кои први го воведоа недела како неработен ден за нивните работници и за граѓаните на државите. И оваа година слични настапи имаме во поглед на скратувањето на работната недела. ССМ изминатата година, предминатата година бараше 35 часовна работна недела и тоа во преговорите за новиот закон за работните односи. За жал тогаш не нас слушаа, денеска одредени политички субјекти токму со тоа и се фалат дека ќе воведат 35 часовна работна недела, дека ги слушаат работниците и слично. На работниците, работничките права им требаа вчера, утре многу доцна. Во исто време некои земји од соседството и тоа многу побогати од нас воведуваат 6-часовна работна седмица. Зошто Грција го зголемува обемот на работни сати? Ќе мора да ги прашате колегите во Грција од кои причини ги зголемуваат обемот на работни сати. Од тоа ја што сум информиран на нашите колеги синдикати од таму е заради исполнување на некои европски критериуми, заради кои тие беа и во банкрот, ако не се лажам, некоја економска криза и слично. Значи, ако можат грчките работници да работат 6 дена во неделата, зошто не би можеле македонските, се поставува такво прашање? Значи, зошто ние сме по-малку трудолюбиви? Ич да не си го поставувате тоа прашање, никој да не си го поставува тоа прашање. Цивилизацијска придобивка за пристојна и достоинствена работа е 8-часовниот работен ден, 40-часовната работна недела. Дури и тоа што се случи во Македонија со 72-часовната работна недела за изградба на некакви коридори каде што се уште ниту лопата не мудрено, е преседан во светски рамки, имајќи во предвид дека ниту едно друго место во светот, освен во Катар за изградбата на стадионите за светското фудбалско првенство, го немаше тоа воведено за нивните граѓани. Вие имате ситуација во Македонија да работниците ваши ги правите робови, а потоа и да сакате да увезувате работна сила, односно робови од другите странски држави, кога вашите работници се иселуваат во некој од земјите од окружувањето или во западноевропските држави за подобри услови за работа и за подобра плата. Тоа е многу погрешна политика. Зошто Грција како земја членка на Европската унија во 2024 година би правела од своите работници робови? Тоа е нивен проблем. Ние во Македонија не смееме и не можеме да дозволиме македонските работници да работат повеќе од 8-часовен работен ден и повеќе од 40-часовна работна недела. Цивилизацијската придобивка која имаме сите извојувано, започнувајќи со штрајкот на чикашките работници во 1886 година, токму поради таа причина, поради тоа што таму работниците работеле помеѓу 10 и 16 часови дневно, луѓето загинале таму, синдикалните лидери ги апселе за да се извојува ова 8-часовно работно време, 8-часовен работен ден, 40-часовна работна недела. Колку сме далеку? Вие можете да замислите, ние денеска тука седиме во вашето студио, сега да седнеме и да станеме во, ако не се лажам, сега е 9 часот, во 9 часот вечер. Како ќе се чувствуваме и тоа да го правиме 6 дена во неделата. Колку сме далеку од намалување од 8 на 7, на скратување на работниот ден, како што тоа се на праго да го сторат црногорците? Не сме ни малку далеку, потребна е само волја. Вие ако имате во предвид дека продуктивноста, ние немаме ветувања, нашите барања се јасни. Потребна е политичка волја да се направи тоа, потребно е да се проба во одредени дејности во одредени сектори, да не забораваме дека денеска некаде каде што имаме организирано синдикати, па дури и работодавачи каде што не сме синдикално организирани, го практикуваат токму тоа работно време, за да им се зголеми продуктивноста на трудот на работниците, а патем да се зголемуваат и платите. Во Македонија во 2023 година правата на работниците се влошени. Од индекс 3 кој означува редовно прекршување на правата, Македонија во 2023 е рангирана со индекс 4 кој означува систематско прекршување на работничките права. Цитирам дел од индексот за глобални права на меѓународна конференција на синдикати. Првиот и најсеопфатен преглед на прекршување на работнички права ширум светот. Запознати сте веројатно со ова? Дел од извештајот, особено тоа делот кој се однесува за Македонија, врз основа на информации испратени од Сојузот на синдикатите на Македонија. Ние сме полноправна членка на Светската конфедерација на синдикати, патем они кои го имаат изработено извештајот. Само во Сојузот на синдикатите на Македонија во 2023 година се обратија 10.000, повеќе од 10.000 работници за обезбедување на бесплатна правна помош, од кои повеќе од 30% беше во делот на неисплата на плата, додатоци на плата, регрес за годишен одмор и слично, а останатиот процент, околу 20% беа во делот на повредени и прекршени права од работниот однос поврзани со правото на годишен одмор, правото на безбедност и здраве при работа, дури имавме прекршување во поглед на правата на синдикалното организирање. Тоа што сакам да го кажеме дека бројките на прекршени работнички права во Македонија се зголемуваат од страна на работодавачите во приватниот сектор, меѓутоа и јавниот сектор како работодавач не е далеку зад работодавачите во приватниот сектор кога
се во прашање прекршувањето на работничките права. Веројатно треба во наредниот период работодавачите да размислат многу подобро за тоа што го прават. Ние се соочувавме во Македонија и во време на пост-ковид пандемијата со неисплатени плати, дури државата даваше некакви субвенции кои работодавачите си ги задржаа за себе, а не им ги исплатија на работниците и никој во Македонија не одговараше. Неказливоста на тие неодговорни газди работодавачи, како сакате наречете ги министри, доведува во ситуација Македонија секој пат да биде највисоко на табелата на прекршување на работничките права. Вие имате кривичен законник во членот 166 кој предвидува дека дури и казна затвор од 1 година за неисплаќање на право утврдени со закон и со колективен договор, особено во делот на плата, регрес за годишно одмор и слично. Меѓутоа до денеска немаме видено ниту еден јавното обвинителство да процесуира пред надлежните судови за одговорност. Речи си 1 година го предводите Сојузот на синдикатите на Македонија. Минатата година веднаш постапувањето на позицијата на некој начин прогласивте победа. Така е. И како да подзапреа работите со оглед на тоа што и глобалниот индекс не рангира, односно оценува дека работничките права во земјава се влошија. Вие рековте победивме кога беше подпишан колективниот договор. Што од тогаш е направено крупно кога станува збор за работничките права во Македонија и зошто генералната слика се влошува? Работничката борба е секојдневна. Една победа во текот на еден период не значи дека ќе биде на долг рок. Победивме со подпишувањето на општиот колективен договор за јавниот сектор, поради тоа што истиот не беше подпишан од 2008 година и работниците во јавниот сектор 138.000 од нив не уживаа права и придобивки кои требаше да ги уживаат, а ние како синдикати со подпишувањето на општиот колективен договор ги утврдивме за нив. Меѓутоа, по месец септември, кога го добивме дополнителното зголемување на платите од 10%, кога видовме дека функционерите, властодржците водат грижа се исклучува само за себе, а не и за работниците, кога видовме дека за себе може да си овозможат 78% зголемени плати, да најдат пари во буџетот, да ги исплатат тие плати, да донесат многу брзо одлука за само едно деноноќие, да ги задржат платите на висината од 78%, значи такво нешто се нема случајно во историјата на Македонија за интересите на работниците, токму на оние кои ќе гласаат на 8 мај, и на таков начин да не убедуваат дека они уствари си ги намалиле нивните плати, а си задржале плати по 2-2.500 евра, а ги убедуваат работниците со 22.500 денари дека многу добро се живее во Македонија, свативме дека работничката борба треба да се разгори и треба да биде многу пожестока. Од месец септември навака Сојузот на синдикатите на Македонија, гранските синдикати, делот ССМ имаат организирано повеќе од 15 протести токму во делот на потребата од зголемување на платите. За жал, во Македонија денес, како и во 90-тите години, се соочуваме со неисплаќање на плати на вработените, и тоа не во приватниот сектор, туку во јавниот сектор. Вие во Македонски шуми имате колешки и колеги кои веќе втор месец немаат добиено плата, ако не се лажам вчера добија дел од платата, меѓутоа и новата плата стасува на вратата за исплати, повторно ќе немаат 2 плати исплатени. Вработените во пошта се плашат за нивната екзистенција поради тоа што нема да можат повеќе да земат плата, вработените во водостопанство имаат 0 денари на нивната жиросметка и не знаат на каков начин ќе им биде исплатена платата која им за останата, ниту пак дали ќе може да се исплаќаат плати, имајќи во предвид дека Македонија се наоѓа во некој изборен процес. Видовме дека политичарите, креаторите на политиките, водат грижа само за себе, а не за работниците, поради тоа што законите кои беа за работниците беа ставани со европско знаменце и кои беа на штета на работниците и минаа на брза трака во парламентот, додека пак законите кои беа за функционерите, за задржување на нивните плати се гласаа за едно деноноќе. Кога го зборувате ова за функционерите, мислите на политичарите од сите партии? Мислам на политичарите од сите партии поради тоа што сите тие покажаа дека како народната сложни попови во петок мрсат, сите заедно седнаа, сите заедно се изгласаа. ССМ уште во месец август 2023 година, еден месец по подпишувањето на општиот колективен договор, им достави предлог на измени и дополнување на законот со кои тие ќе се вратеа на нашето ниво, ќе добивавме 10% и ние и тие од месец септември, потоа во 2025 година сите ќе добиевме зголемување на плати со просечната плата. Меѓутоа нивната алчност ни покажа нас на работниците дека ниту една политичка партија, ниту еден пратеник во собранието не предложи измени на законот, не го поддржа предлогот на ССМ за да се искратат нивните плати. Вие да сте функционер во државата и сега да одржувате митинзи и да ги повикувате граѓаните да ве поддржуваат, а вие од оваа страна им зборувате со 2.500 евра плата и им зборувате за да продолжите да зимате 2.500 евра плата, а граѓаните од другата страна зимаат 22.500 денари и да им ветувате дека ќе направите нешто за нив во целиот мандат од 5 години, а навистина срамно и поразително. Не зборувам само за една политичка опција, зборувам за сите политички опции. Политика во синдикатите има само колку што има плата.
Сличноста помеѓу политиката и платата е само во првата буква. Колку поголема ни е платата, толку ни е помала желбата за протест. Колку ни е помала платата, толку ни е поголема желбата за протест и тоа на сите треба да им биде јасно. Што би требало да биде одговорот на тоа, на овој однос на политичарите кон работниците? Бојкот на изборите? Повикувате на... Одговорот треба да биде политичарите да чукнат главата и да разберат дека токму работниците ги гласаат, токму ние кои ќе излеземе утре на 1 мај да протестираме и да кажеме дека сме незадоволни од нив во последните 30 години, не зборуваме за 5 години, за 4 години или за 14 години, треба да сватат дека тоа што го бараат од нас да им го дадеме, а тоа е да им дадеме власт, треба да направат нешто и треба да заработат таа власт. Доколку не ја заработат власта, со среќа нека име. Меѓутоа, ние работниците, како што кажав, протестот започнува под мотото ние работниците оваа година бараме повисоки плати, ние работниците оваа година бараме трошоци за храна и за превоз, ние работниците оваа година за прв пат во историјата, за само 8 дена после 1 мај одлучуваме кој ќе ја води државата. Значи ги повикувате и вашите членови да излезат на глас? Работниците самостојно одлучуваат и не треба никој да ги повикува што треба да прават за изборите. Да ценат доволно кој што направил за нив. Кога велите се изборивме за вработените во јавниот сектор и кога сега кажувате дека голем дел од нив кои се вработени во јавните претпријатија или во акционерските друштва во државна сопственост се во опасност да не добијат плата или да добијат плата со задоцнување, чест на исклучоците, на вистина имаме вредни работници во администрацијата, меѓутоа ги има и оние другите. А и вие добро знаете дека има луѓе во јавниот сектор кои не доаѓаат на работа или одат немотивирани доволно по неколку часови само да се отчукаат, да се пријават, да се евидентираат и да се заминат. Имате ли план предвид или некаква понуда за идната влада како да се реши проблемот со преобемната и недоволно ефикасна јавна администрација? Ние им кажувавме и му кажувавме и на сегашната влада, и на техничката влада, и тој го кажуваме и на наредната влада. Ние кога им велевме во декември минатата година дека политичките вработувања нема да дадат резултат и дека во Македонски шуми вработувате 500 луѓе нови, а немате плата да им исплатите ниту на тие 1400 кои веќе биле вработени таму, и потоа работниците кои доаѓале кај вас во политичките партии да ве молат за вработување, доаѓаат во синдикатот, за синдикатот да се избори за нивните работнички плати, дека не е добра политика без оглед на тоа кој да ја креира. Дали ќе биде тоа на централно или на локално ниво. Истото го порачуваме и на следната влада, да внимаваат на каков начин вработуваат луѓе. Ние како синдикати стоиме позади работниците и секој пат ги браниме работниците. Доколку некој смета дека некој не извршува својата работна врска навремено, ефикасно, доколку не доаѓа на работа, постојат законски одредби кои може да ги пременуваат за таквите случаи, а ние како синдикати ќе утврдиме дали тоа е така или не е така. Меѓутоа, обвинувањата кон вработените во јавниот сектор, не е целиот јавен сектор администрација. Во јавниот сектор имате и комунални работници, имате полиција, имате армија, имате здравство, имате образование. Токму на тие оваа година од месец март не им ја зголемија платата и не им ја усогласија платата со минималната плата. Замислете се, во полиција ви имате ситуација каде што пензиониран полицаец добил 5,3% изголемување на неговата пензија, а вработениот кој работи, кој се грижи за мојата и вашата безбедност, не доби никакво зголемување на платата. Истото се случи и во образование, истото се случи и во здравството. Јавниот сектор е гломазен во Македонија, повеќе од 130.000 луѓе вработени се во истиот, и секоја една влада треба да води грижа ниту еден работник да не го загуби работното место доколку тоа не е спротивно на закон, а од друга страна треба да водат сметка да не го полнат јавниот сектор за политички ветувања и за политички памфлети и маркетинг. Меѓутоа и без нови вработувања јавниот сектор е сега преобемен. Треба реформа. Каква реформа би добила поддршка од Сојузот на синдикати? Имаме анализа дека во наредниот период доколку не се вработуваат нови вработувања, нови вработени во јавниот сектор, по природен пат, со заминување во пензија, со заминување на некои дури од државата, со преместување од јавниот во приватниот сектор, ќе се намали значително обемот на јавниот сектор, и на таков начин ќе имаме повеќе ефикасна јавна администрација, повеќе задоволни граѓани и помалку средства во буџетот ќе се одвојуваат за плати и ќе може дури да се зголемуваат платите со едно побрзо и поефикасно темпо како и функционерските плати. Од друга страна, ако вие планирате сега, уште сега зборувам, со завршувањето на овие избори повторно да го полните јавниот сектор за да имате нови гласачи на локалните избори кои се наредната година. Ние за само една година ќе имаме 2 изборни циклуси. На таков начин ќе предизвикате не само колапс во буџетот на државата,
туку ќе предизвикате и низа други реакции од страна на граѓаните и во приватниот сектор, па и на бизнисот. Затоа ние како Сојуз на синдикати на Македонија упатуваме порака до креаторите на политиките многу да внимаваат со новите вработувања, да се вработуваат исклучително само луѓе на оние позиции каде што немаат кадар и каде што немаат ресурси да преместат од едно министерство во друго министерство, а пополнувањето на работните места во јавниот сектор само за исполнување на некакви политички амбиции или политички цели е погрешно и тоа ќе доведе до уште поголеми проблеми во државата. Ако вие сте вработени во јавниот сектор и во приватниот сектор sejedno е, и ако доаѓате на работа и за вашата плата знаете што работите еве како јас и вие денеска тука, а вие знаете дека имате колега во канцеларијата кој не доаѓа на работа, а вие троши и вашата плата, тоа не е во ред. Вработените го гледаат тоа, а функционерите треба малку повеќе да водат сметка за тоа на каков начин ја користат јавната служба и на каков начин вработуваат во јавниот сектор. Мораат предпазливо, можеби со некаков вид на мораториум за одреден временски период да се сопрат сите вработувања во јавниот сектор, ако имаме во предвид дека и тие велат дека имаме преобемна администрација, за што јас не се согласувам, меѓутоа од друга страна можат работниците да бидат далеку поефикасни да ги извршуваат понавремено нивните работни задачи. Меѓутоа, за тоа треба да ги платите соодветно. Велите нема политика во синдикатот, меѓутоа дали во предизборниот период има обид некои политичари да ви се доближат или некакви притисоци во било каква форма да се обиде некој да изврши врз вашите соработници или врз вас лично? Да, ако ги следите нашите настапи, меѓутоа ако ги следите и настапите на политичари, ниту еден политичар не влезе во работничкиот дом со почетокот на кампањата, а видовме од друга страна дека ветуваат, се среќаваат со стопанските комори и со газдите во Македонија, меѓутоа јас и искористив приликата и пред некој месеци сега повторно да упатам истата порака. Не ве гласаат 7000 работодавачи, ве гласаат 700.000 работници. Притисоците кон Сојузот на синдикатите на Македонија можем да кажем дека ги нема од страна на политичките субјекти, ниту пак некој очекува од нас нешто да направиме во поглед на политиката. Ние како ССМ покажавме дека сме аполитична организација, дека не ни интересира политиката, дека политиката ни интересира само онолку колку што ни е голема платата. Доколку го сватат тоа политичарите, ќе се движат на правилниот пат. Доколку не го сватат тоа политичарите, веројатно ќе си имаат работа со работниците. Добре дојдени се во зградата на работничкиот дом политичари? Секој оној добронамерник кој има желба да изрази солидарност со работниците, особено по конфискацијата на работничкиот дом со срамната пресуда на Врховниот суд, е добре дојден. Меѓутоа секој злонамерник, секој кој планира да направи нешто на работниците, кој сака да направи штета на работниците, кој сака да го приграби работничкиот дом, во никој случај не е добре дојден во работничкиот дом. Спомнавте срамна конфискација на работничкиот дом, се води битка за собственоста, рековте 2 седмици се врати на повторена постапка и рековте до 1 мај очекувате да се заврши работата. Еве утре е 1 мај. Има ли епилог на повидот или не? Процесот кој за волја на вистината беше како шок на сите нас, особено поради тоа што од 92 година до 2023 година сите пресуди, сите постапки се завршени во интерес на работниците, токму на оние кои го изградиле работничкиот дом, на Сојузот на синдикатите на Македонија ПАТЕМ, со срамната пресуда на Врховниот суд, веројатно заради некакви теснополитички или олигархиски интереси, имајќи во предвид дека објектот е во центарот на Скопје, дека е атрактивна локацијата, веројатно некој му фрдил око и слично. Оваа пресуда е можеби единствена во Европа, па и пошироко, со која се конфискува работнички дом од работниците. Зборуваме административен објект каде што синдикатите ги започнале сите протести, сите штрајкови, каде што ги донеле сите одлуки за синдикална акција и за подобрување и унапредување на работничките права. Ваквата пресуда има донесена 3 суди во Врховниот суд наспроти судечките совети од претходните постапки кои бројат повеќе од 60 суди. Значи, на ваков начин да го одзимате работничкиот дом за да направите притисок на синдикатите, заради тоа што синдикатите во изминатиот период беа прилично гласни и да сметате дека на ваков начин ќе ги замолчите и ќе ги направите понизни пред политиката и пред власта, сте се залажале. Тоа што го направија само повеќе не обедини и утре на првомајскиот работнички протест излегуваме сите синдикати, сите здруженија кои се борат за работнички права заедно и обединети токму од пред символот за работничкото движење, од работничкиот дом. Тоа треба да биде доволна порака до сите. Имено, пресудата е донесена во име на граѓаните на Македонија. Ние граѓаните сме работниците. Работниците не се согласуваат нималку со таквата пресуда. Аргументот е дека синдикатот немал пари во тоа време како граѓанска организација да плаќа за собственоста, а инаку велите фрли око некој.
уште првата влада на првиот премиер во Независна Македонија Клюсев донесува одлука за конфискација, одреден начин конфискација, односно одземање на зградата од собственост на синдикатот. Зошто го се актуализира прашањето сега? Замислете си дека уште во 47 кога нашите колеги во паркот позади зградата на синдикатот ја донеле одлуката за изградба на свој дом, каде што ќе функционираат тогаш единствените синдикати на Македонија, ги имале обезбедено 10% од средствата потребни за изградба на зградата. Средствата со кои е градена зградата, а кои се со докази представени пред надлежните судови, се исклучиво од работничка плата од синдикална чланарина и никако поинаку. Државата нема доказ дека ниту еден тогашен динар вложила во изградбата на работничкиот дом за на ваков начин да го одзема. Синдикатите и согласно меѓународните трудови стандарди секој пат биле синдикати и не биле здруженија на граѓани. Синдикатите функционираат независно и од владиниот и од невладиниот и од приватниот сектор. И од 92 година можете да замислите дека ССМ, работниците во времето на социјализмот и на комунизмот имале свој собствен дом, имале право да изградат таа зграда, а со почетокот на демократијата и капитализмот некој се обидува да го одземе. 92 година првиот премиер, ако не се лажам, донел одлука која Уставниот суд му ја укинал, поради тоа што и Уставниот суд сметал дека синдикатите и надлежноста на истите никогаш не преминала во рамките на државата. Врховниот суд, истиот овој Врховен суд во 2004 година ја потврдил таквата одлука на Уставниот суд, во која кажал дека работничкиот дом има собственик, Сојузот на синдикатите на Македонија е собственик. За по 2005 година влада со одлука да започне нова постапка да го приграби работничкиот дом и таа постапка да трае до 2023 година, кога повеќе од 6 пресуди се правосилни во интерес на Сојузот на синдикатите на Македонија, ниту една на интерес на владата, и Врховниот суд, знаејќи дека е највисокиот суд во Македонија, злоупотребувајќи својата моќ како институција, знаејќи дека над него нема никој во домашниот правен поредок, да донесе ваква срамна пресуда. И да не заборавиме, пресудата не е 5-0 од судечкиот совет донесена, туку е 3:2 со две издвоена мислења на две совесни судики кои донеле одлуката дека работничкиот дом во никој случај не смее да се конфискува од работниците, особено не со примена на закон од 98 година за дом изграден во 58 година. Добро, многу историски податоци. Како натаму? Што очекувате и како ќе се борите за собственост? Ние очекуваме до утре да има разрешница пред Врховниот суд. Основниот граѓански суд дозволи предметот да биде вратен во Врховниот суд и Врховниот суд да одлучува за повторување на постапката. Повторно топката е во Врховниот суд и Врховниот суд може да исправи неправдата. Особено поради тоа што не е само работничкиот дом граден на таков начин и покрај тоа што само нашиот е граден на чланарина. Да не заборавиме куќите на Сојуз на комунисти на Македонија, на Социјалистички сојуз, на Црвен крст, на Стопанска комора, на еден куп други организации во истиот период, се градени токму со пари со средства од државата, за разлика од работничкиот дом кој е граден со средства од работниците. Ова може да биде домино ефект за многу други објекти и за своевидно враќање на национализација како во 48-та или пак како во 38-та. Единствениот случај во историјата е во поранешна фашистичка Германија, кога во 38 година тогашната фашистичка власт ги конфискува сите работнички објекти за да ги уништи синдикатите. Сметањето дека синдикатите ќе ги уништите е погрешно и патем пораката на Европската конфедерација на синдикати оваа година по повод 1 мај е токму тоа. Без синдикати нема демократија. Во Македонија веројатно некој сака да биде тоа. Имате план Б каде би се сместиле доколку ја загубите собственоста? Без оглед на каков ќе биде исходот, ние водиме напореден процес пред Меѓународниот суд во Страсбур. Никој не смее да влезе во работничкиот дом, ниту ќе влезе во наредниот период без оглед на тоа колку и да сака да смести таму некакви институции. Парадоксот да биде уште поголем е дека сакаат да сместуваат министерства во работничката куќа. Работничката куќа да стане министерска куќа. Такво нешто нема да дозволиме, нити пак некој ќе влезе, нити пак некој ќе се обиде да ги исфрли синдикатите од таму. Велите синдикално единство. Меѓутоа, кога зборуваме за синдикалното единство, не видовме еден заеднички протест кога станува збор за Сојузот на синдикати на Македонија, Конфедерацијата на слободни синдикати, како исто така голема синдикална организација. Ја ќе ве коригирам. Во ред, дали утре протестот ќе биде заеднички? Дали потрошувачката кошница од речиси 1000 евра во април не тежи исто и на вработените членови на СОНГ, кои се под капата на КСС, и на вработените работниците кои се ваши членови? Зошто работниците во Македонија тешко се обединуваат околу речиси истите проблеми кои ги делат?
Веројатно имаме исти предизвици сите. ССМ и КСС стоја рамо до рамо пред само 2 недели пред Министерството за здравство, кога протест организира двата синдикати, најголемиот, самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита и синдикатот на клиничките центри. Двата синдикати се дел од двете различни федерации. Јас, председател Благојар Алповски, стоевме рамо до рамо, знамињата на ССМ и знамињата на КСС се веја едно до друго и барањата беа исти. Потреба од зголемување на плата. Платата ги обединува синдикатите, патем тоа ќе се случи во текот на утрешниот ден и ние ќе го покажеме тоа дека само заедно можеме да се избориме за нашите работнички права. Од друга страна, ако ме прашувате за дел од вработените во јавниот сектор, како што се вработените во образованието, они според мене требаше да добијат уште во декември одредба во колективниот договор дека ќе се усогласат нивните плати со минималната плата во месец март. Не требаше да се дозволи да се чека процесот на започнување на изборите, па ограничувањето од членот од изборниот закон кој кажува дека сега во изборниот процес не треба да се зголемуваат платите и слично. И на таков начин овие работници да бидат изиграни. Ние тоа како ССМ што го направивме за половина вработени во јавниот сектор преку законските решенија во Законот за административни службеници, преку колективните договори кои ги склучуваше синдикатот НУПОС и другите синдикати дел од ССМ, обезбедивме зголемување на нивните плати за 2392 денари, колку што беше порастот на минималната плата. Меѓутоа вработените во полицијата, во образованието и во здравството беа изиграни на еден начин од страна на креаторите на политиките, имајќи во предвид дека тие знаеа на каков начин ќе се одвива избирачкиот процес, додека ние пак работниците од друга страна не сме вклучени во истиот. И сметам дека и вработените во полицијата, и вработените во образованието, и вработените во здравството имаат доволна причина да не се придружат на утрешниот протест, без оглед на тоа дали ќе бидат повикани од одредени синдикати, нема да бидат повикани од одредени синдикати и слично. Ние сметаме дека 1 мај не е ден за академии, не е ден за организирање на приеми. Ние сметаме дека 1 мај е денот кога работниците треба да го изразат нивното работничко незадоволство и ги повикуваме работниците не само на 1 мај, туку како што тоа го правевме во месец април, а ќе продолжиме да го правиме и понатака и да ни се придружат на сите останати протести кои ќе ги организираме. Велите 450 евра минимална плата во првите 100 дена од идната влада, две минимални плати 900 евра, повторно недоволно за покривање на трошоците од синдикалната кошничка која за април изнесува над 60.000 денари. 60.292. Тоа значи дека и тоа значи дека ова барање и тоа нема да биде доволно. Ние велиме најмалку 450 евра за да можеме да имаме минимална плата во висина на минималната плата која е во регионот. Меѓутоа, никој не го спречува политичкиот естаблишмент во Македонија, оние кои ќе земат власта во своји раци во првите 100 дена, донесат и далеку повисока минимална плата, за да покрива синдикалната минимална кошничка или две минимални плати да покриваат синдикалната минимална кошничка. Поразително е тоа што трошоците за живот не успеавме да ги зауздаме како држава и токму тие зголемуваат вредноста на синдикалната минимална потрошувачка кошничка и ако видите најголемиот дел на порастот на синдикалната потрошувачка кошничка е токму во трошоците за енергенсите, на горивата, во делот на храната и на пијолоците. Доколку овие елементи во кошничката продолжат да растат и понатака, кошничката ќе расте, а нашите барања ќе бидат уште поголеми за зголемување на платите. И на крај, пазарот на труд во Македонија исто така е во многу лоша состојба, недостигаат стручни работници во секој профил, во секоја струка. Ќе се доведе ли Сојузот на синдикати на Македонија во ситуација да нема доволно членство поради одливот на работна сила од земја? За наша среќа, работниците го препознаваат во изминатиот период ССМ како нивен заштитник и 9% за само 4 години е зголемен бројот на членовите во Сојузот на синдикатите на Македонија. Наспроти одливот на работната сила, работниците не препознаваат како нивни заштитници, но ќе потсетам на една работа. Одливот на квалификуваниот работник од Македонија не е поради синдикатите, не е ниту поради работниците, туку поради лошите политики и лошите газди. Ако вие сте сметале дека добро квалификуваниот работник сте требало да го плаќате 15.000 денари и дека за 15.000 денари требало да ви произведува, да ви гради, сте биле свесни дека тој ќе замине или пак денес како очекувате за 22.500 да ви гради, да ви работи, исто така вие се спремате да го избркате од Македонија. Од друга страна се залажувате дека ќе направите увоз на работна сила од некои трети земји
и дека на таков начин ќе го надокнадите недостатокот на квалификуваната работна сила во Македонија. Меѓутоа го кажав тоа еднаш, ќе го повторам уште еднаш. Македонија е само една голема туристичка организација. Им организира превоз на тие работници до Македонија за многу побрзо да заминат во западноевропските држави, оному кој што заминуваат и македонските граѓани. И тоа е погубна политика во Македонија. Господин Трантил, ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам на можноста.